Повторно сме во студиото денеска на 11 април, светскиот ден на Паркинсоновата болест. Ние денеска за гостинка ја имаме доктор Марија Милановска, специјалист по неврологија од Неуромедика. Добре ни дојдовте. Неодамна се видовме и се радувам што повторно се дружиме. И јас исто така, добро утро. Поздрав до гледачите, благодарам на поканата. Да, така како што кажавте, денеска 11 април, оваа година се обележува светскиот ден за борба против Паркинсоновата болест. Одлично. Убава е приликата што токму на денешен ден имаме можност да говориме за ова една, би рекла, од најчестите болести, нарушувања, како ги нарекувате, но ајде за почеток вие да ни го дадете во ведниот дел, што всушност представува Паркинсоновата болест? Така како што кажавте, едно од најчестите, не невролошки, туку невродегенеративни заболувања, втора по честота после Алцхајмеровата болест. Паркинсоновата болест представува едно споро прогресивно невродегенеративно заболување кое се појавува суптилно, споро, но сигурно се развива. Се јавува најчесто после 60-та, односно 65-та година од животот и почесто ги напаѓа мажите отколку жените. За жал се уште не се познати точните причини зошто настанува Паркинсоновата болест. Најголем дел од случаите на Паркинсонова болест се идиопатски, односно спорадични. Причината за нивното настанување е непозната. Во помал број од случаите, генетиката игра важна улога во појава на Паркинсонова болест. Се знае дека кај луѓе, чии што членови на семејства боледуваат од Паркинсонова болест или некое слично друго невродегенеративно заболување, имаат поголеми шанси да ја развијат болеста во однос на општата популација. Односно се смета дека комбинацијата на наследниот фактор со факторите од околината, пред се повредите на главата и присуството на различни видови токсини, пред се тешки метали, хемиски средства кои што се користат во индустријата и во домакинството, пестицидите, во комбинација со генетскиот фактор, може да доведат до зголемен ризик од појава на Паркинсонова болест. Рековте дека најчесто ги погодува мажите и луѓето постари од 65-та година. Некои статистики велат дека се пушта таа граница долна и дека многу често и многу помлади од 50 години ја добиваат Паркинсоновата. Така. Во 10 до 15% од случаите статистиката покажува дека симптомите на Паркинсонова болест, а подоцна и комплетната клиничка слика може да се развие и кај луѓе на 50 па и 40 годишна возраст, кога станува збор за формата на Паркинсонова болест со ран почеток и каде што за жал знаците и симптомите се многу поизразени, многу побрзо се развиваат и многу се потешки за третирање. Зошто се јавува почесто кај мажите? Се уште не знаеме, се уште е мистерија. Да. Како да ја препознаеме, доктор Марија? Како да ги препознаеме? Кои се тие некои почетни знаци, симптоми кои што ќе не наведат дека на сомнение дека можеби пациентот има Паркинсон? Така. Првите симптоми и знаци на Паркинсоновата болест, кои што може да бидат многу суптилни, може да се појават 10, 15, па дури 20 години пред појавата на првите клинички видливи знаци и симптоми. И тие се многу неспецифични. Пациентите најчесто се оплакуваат на замор, намалено расположение, понекогаш намалена волја, констипација, несоници, промени во сетилото за мирис. И сите тие се симптоми кои што во првиот акт можеби нема да не упатат на сомнежот дека постои Паркинсонова болест. Сега кога ќе дојде до оштетување или изумирање на најголем број од невроните кои што се одговорни за продукција на допаминот, еден клучен невротрансмитер во мозокот кој што е одговорен за контрола на движењата, се претпоставува дека кога ќе изумрат 70% од допаминергичните неврони во базалните ганглии и субстанција нигра на мозочното стебло, тогаш настануваат првите видливи манифестни клинички знаци и симптоми. И тоа е тријада на симптоми која се состои од тремор, односно неволно движење, најчесто тресење на рацете, нозете, долната вилица, главата, јазикот, па дури гласниците, односно гласните жици,
а вториот симптом е ригорот, односно зголемениот мускулен тонус, тоа е скочанетоста на скелетните мускули. И третиот е забавеноста, односно успореното движење, тоа е брадикинезијата. Сите овие потенцирани со нарушениот баланс, односно координација за време најчесто на движење, кое што доведува до чести паѓање на пациентот. Најчесто почнува многу суптилно со повремено тресење, најчесто на едниот екстремитет, изолиран е треморот, може да биде на едната рака или едната нога, како што одминува времето, како што напредува патолошкиот процес во мозокот, така треморот ќе се појави и на другата рака, може да се ја зафати и другата нога, односно сите 4 екстремитети, и тогаш станува многу почест, многу пофреквентен и многу потежок за контролирање. А меѓутоа не е само треморот. Треморот може би најатрактивен знак на Паркинсоновата болест и нешто по кое што таа е препознаена. Меѓутоа, многу поголем хендикеп кај пациентите со Паркинсонова болест предизвикува всушност вкочанетоста на мускулите. Тој зголемен мускулен тонус од екстрапирамиден тип, кој што константно ги држи мускулите на рацете и нозете, па и аксијалната мускулатура, всушност сите мускули на телото во еден константен грч, во еден константен тонус, а тоа го невозможува нормалното движење и правилното изведување на така наречените целисходни движења, односно екзекутивните функции, прецизните, фините моторни движења се на некој начин оневозможени. Типичен знак за Паркинсоновата болест е и тоа успорено, односно забавено движење, стручно познато како брадикинезија. Пациентите со Паркинсонова болест веќе во подминатите фази на болеста имаат типичен паркинсоничен став. Оддалеку ќе познаете пациент кој што има Паркинсонова болест пред се по својот став, односно постурата, тоа е држењето на телото. Таквите пациенти кога стојат имаат тенденција да се наведнуваат нанапред, присутен е така наречен феномен на пропулзија. Кога ќе почнат да чекорат пред почетокот на движењето имаат одреден вид на колебање, односно се јавува феномен на како застој, односно феномен на хезитација пред да почнат да се движат, како да прават генерална проба на движењето. Веќе кога ќе отпочне движењето, парадоксално на брадикинезијата започнуваат со движење со ситни чекори кои што се изразито брзи, меѓутоа со тенденција за паѓање нанапред, и тој феномен на хезитација и фестинација посебно се потенцира кога ќе се најдат во простор со повеќе луѓе или кога ќе треба да поминат низ некој тесен простор како што е врата или ходник. Да, сигурна сум дека многу од нашите гледачи кои што имаат член во семејството кој се соочува со вакви симптоми не следат со огромно внимание и најмногу ги интересира како, за колку време се поставува диагнозата и како се лекува всушност Паркинсоновата болест. Веројатно може да се успори, а не може да се излечи, така нели? Се разбира. Диагнозата на Паркинсоновата болест се поставува врз основа на клиничката слика. Не постои унифициран тест или унифицирано испитување од типот на лабораториски анализи или невроимиджинг техники кои што ќе ни кажат со сигурност да се работи за Паркинсонова болест и тука престанува се. Значи, интуицијата на докторот, клиничкото искуство, добрата историја на болеста, добро земената анамнеза, добро направениот физикален и невролошки преглед и присуството на тие 3 круцијални симптоми што ги споменавме претходно во триадата, се всушност тие кои што ни помагаат да ја поставиме диагнозата на Паркинсоновата болест. Кога веќе ме прашавте кога е клучниот момент, што е клучно за да се постави диагнозата и да се отпочне со навремен третман. Се разбира колку порано ги препознаеме, што поскоро ги препознаеме знаците на Паркинсоновата болест, толку порано би отпочнале со ефективен третман и тоа е клучно. За жал, не постои терапија која што ќе ја излекува, односно ќе или ќе успори прогресијата на болест. Такви препарати не постојат. Постојат лекови кои што се даваат кај пациенти со веќе поставена клиничка диагноза на Паркинсонова болест, кои што ќе ги ублажат симптомите на болеста. Давале ние терапија или не, таа болеста ќе прогредира. Идејата на лекувањето е да се ублажат симптомите и да му се олесни на пациентот и членовите на семејството кои што се одговорни за грижа на таквите пациенти.
Так, одлично. Ние тука би сакале да вклучиме 1 до 2 гледачи кои што може би се соочуваат со некоја ваква промена, може би сакаат да постават некое прашање. Тука сме за да им дадеме одговори. Доктор Милановска е тука уште 10 минути, така да доколку вие имате потреба да ја прашате нешто во живо, можеме тоа да го сториме и да ви помогнеме за да разјасните некои дилеми или стравови кои што ги имате, а некогаш стравот е тој кој што ги одвлекува луѓето да бараат решение и постојано кога нешто не боли или кога чувствуваме некоја промена во нас, луѓето во нашата природа е да си бараме одговори самите, од тоа ми е, од времето ми е, од ова ми е, од она ми е и да го одлагаме одењето на лекар. Затоа додека го добиеме првиот гледач и првото прашање, сакам да ве прашам колку се менува квалитетот на живот на самиот пациент кој што се соочува со една ваква болест? Всушност се менува во животот на пациентот и на членовите на најблиското семејство. Да. Така, тоа е болест која што го засегнува директно пациентот, меѓутоа индиректно неговите најблиски. Не само заради фактот што Паркинсоновата болест е пред се болест од моторна природа, го невозможува нормалното движење и функционирање на пациентот, таа изобилува и со многу така наречени немоторни симптоми. Тие се однесуваат пред се на меморијата, на когнитивните функции, на расположението и на сонот. Со текот на времето, после појавата на иницијалните симптоми кои што се однесуваат на движењето и на секојдневното функционирање и снаоѓање во просторот, пазарење, плаќање сметки, одржување на домакинството и слично, заради самиот товар кој што го носи болеста и стигмата од општеството, сите ќе ве прашаат што ви се случува, зошто ви се тресе раката. Може да изгубат работното место, не се работоспособни повеќе, имаат проблеми со мислата им е успорена, така нели? Успорен мисловниот процес, се јавуваат проблеми со меморијата, многу често Паркинсоновата болест е препратена со когнитивни симптоми, со мемориски дефицити, често се развива во склоп на Паркинсоновата болест и деменција. Пациентите се депресивни, се повлекуваат социјално, се изолираат, понекогаш се пренагласено нервозни, иритабилни, имаат проблеми со сонот. Често пати кај пациентите се јавуваат кошмарни соништа, често доаѓа до прекинување на сонот во текот на ноќта, сето тоа влијае на нивната психофизичка спремност. Во подминатите фази на болеста може да се јават халуцинации, најчесто слушни и видни халуцинации, параноидни феномени, кои што дополнително ја отежнуваат и така тешката клиничка слика на Паркинсоновата болест. Така, верувам. Дали постои храна која е пријател на овие пациенти, би рекла, која им го подобрува квалитетот на живот и храна која е непријател, односно им штети? Некаде имам прочитано дека луѓето кои што го менуваат начинот на исхрана стануваат вегетаријанци, па не јадат ништо од животинско потекло, можат да имаат многу подобри резултати кога се однесува токму на оваа диагноза, додека луѓето кои што продолжуваат исто да се исхрануваат, консумираат месо, млеко и млечни производи, тие навистина добиваат полоши резултати при секое наредно испитување. Така. Како и за секое невролошко заболување, така и за Паркинсоновата болест, се советува промена на стилот на живот, односно навиките. Не само исхраната, туку и физичката активност, како и квалитетниот сон, имаат значителна улога во освен терапијата, класичната фармаколошка терапија која што ја давам, имаат улога во ублажување, односно олеснување на симптомите. Она што го споменавте за исхраната, треба да се бираат квалитетни намирници, односно продукти кои што се пред се богати со антиоксиданси. Тоа е храна која што е претежно, како што рековте, базирана на зеленчук и овошје, храна која што не е премногу термички обработена, храна што не е купена од супермаркет, туку од пазар. Значи,
пред се храна која што изобилува со микронутриенти, олигоелементи, витамини, минерали кои што ќе го подобрат здравието на мозокот, а на тој начин ќе ги успорат патолошките процеси во мозокот кои што се случуваат во текот на Паркинсоновата болест. Одлично. Мислам дека имаме веќе гледачи, еден или двајца, би им дала збор и би им дала можност да ве прашаат нешто за да им одговориме. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ова болест имам 50 години, сега имам 57. Малко прогресира. Јас имам редовна терапијата. Гледам да ви изостанам нито еден ден, зашто еден ден изостави и знам како да минат. Терапијата е скапа. На храната здрава, ние сме информирани што треба и како треба да се храниме. Тоа премногу кошта. Движењето не е успорено. Не способни сме за ништо, изморени, ненаспани. Без да бида нега, да се имам, за тоа што има ден да не може да спреме да останам. Ме одбират, би рекла дека можам уште да одам. Па оваа болест нема да ме врати назад, може само да прогресира. Ме интересира законски, пошто нема леки за оваа болест, зашто сега да не ми следува и чуде меда? Или некоја финансиска помош, за да можем да ги земам комплет лековите и здраво да се храним. Така. Ви благодарам за вашето прашање, веќе се обидеме накратко да ви одговориме. Да, немаат право на не да бидат корисници на туѓа нега. Голем дел од пациентите за жал немаат право да користат додаток кој што најверојатно треба да ги следува. Мал е процентот од пациентите кои што користат таква помош, која што е недоволна да ги задоволи нивните потреби. Паркинсоновата болест е економски исцрпувачка, скапа за третирање. Може би лековите ќе ги земат на товар на фондот и тоа е големо олеснување, меѓутоа не се само лековите во прашање. Потребен е еден цел контингент на не само на лекови, туку и на суплементи, антиоксиданси. Додатоци кои не ги примаме преку исхраната, да ги примаме така, поинаку, да. Физичката активност за таквите пациенти е исто многу битна. Во подминатите фази на болеста се советува редовно посетување на физиотерапевти, спроведување на физикална терапија која што ќе го оспособи пациентот самостојно да функционира макар во домашната средина, да може да ги изврши основните своите основни потреби физиолошки и така натака. Во интерес на времето, дали имаме уште еден гледач режија? Да, имаме, повелете. Ало, се јавам од Охрид. Повелете. Имам констатација лекарска дека имам Паркинс. Тоа го добив, значи, како сознание минатата година. Телефонот ми е на 0 пријавен, али ве слушам и вас. Ало? Ве слушаме, да, повелете, ве слушаме, во програма сте. Сум била тука кај неуролог во Охрид и во Скопје на клиника сум била. Имам добиено како крајни лекарства леводопа плюс карбидопа. Да. Сакам да прашам докторкава дали ова терапија ми е доволна или не ми е доволна. Може да ви кажам дека 4 пати во денот примам од овај лек. Така, благодарам за јавувањето и за вашето поставено прашање. Мислам дека ја разбравме. Ја разбравме, пациентката кажа дека зема
лек кој што е всушност златен стандард во третман на Паркинсоновата болест. Лекот леводопа карбидопа е всушност прекурсор на допаминот, невротрансмитерот кој што се троши во Паркинсоновата болест и кој што е неопходен за движење, за функционирање. Директно од него ни зависи и нашето расположение, така да тоа е лек со кој што најчесто е иницијален третман во Паркинсоновата болест, посебно кога станува збор за пациенти кои што се повозрасни. Претпоставувам дека пациентката е во подминати години. Сега, дали тој лек е доволен, не би можела да одговорам затоа што ја немам видено пациентката. Се разбира дека леводопа карбидопа не е единствениот лек во третман на Паркинсоновата болест. Доколку се комплицираат симптомите на болеста, може да се користат и други лекови кои што имаат малку поразличен механизам на дејство во однос на леводопа карбидопа, како што се лекови кои што се инхибитори на различни ензими во мозокот кои што го деградираат допаминот. Може да се во терапијата, освен конвенционалната и неконвенционална терапија, како што се антиоксидансите кои што имаат невропротективна улога на нервната клетка, коморбидитетите, односно придружните болести и сите други дополнителни лекови кои што ги зема пациентот, затоа што во тие години Паркинсоновата болест не е единствената со која што пациентите се соочуваат. Исто така имаат улога во ефикасноста на лекот и во тоа како ќе се одвива болеста. Така да не верувам дека леводопата е само единствениот лек на избор. Постојат и други лекови. Но најбитно е да дојде на преглед, да закаже и да се види точно за каква ситуација станува збор. И благодарам и на гледачите, ви благодарам многу и вам. Поздрав до целиот тим на Неуромедика. Драго ми е што овој ден, денеска на 11 април, проговоривме токму за Паркинсоновата болест, која и не е така ретка појава. Ви посакувам убави празнични денови. Благодарам и вам исто. Благодарам и во некоја следна прилика повторно ќе зборуваме на некоја друга тема. Се разбира.